Ajde, още една песна да влеземе, пошто доаѓа 64, благослови Христа Боже. И ќе влеземе. Ајде, Исусе, да се собереме сите пред Тебе. Слава Ти, Господи Исусе. Благослови. Ајде. Ајде, деца. Ајде. Благослови Христе Боже, моja duša umorna, Tvoja radost silna bolna, Tvo srce mi pristigna. Tvoja radost silna bolna, Tvo srce mi pristigna. Ti mi davaš sila nade, ljubov što me sobira. Za navek su tvoje dete, duho tvoj me obleva. Za navek su tvoje dete, duho tvoj me obleva. Param carstvo Božjo Oče, Sela mi se pridade, Ti se vraćam Tebe tako, da sumevno so Tebe. Ti se vraćam Tebe tako, da sumevno so Tebe. Blagoslovi Isuse, moja duša vo Tebe. Blagoslovi Isuse, ljubov Tvoja vo mene. Blagoslovi Isuse, da sumevno so Tebe. Blagoslovi Isuse, da sme večno na Tebe. Blagoslovi Hriste Bože, moja duša umorna, Tvoja radost silna bolna, Tvo srce mi pristigna. Tvoja radost silna bolna, Tvo srce mi pristigna. Slava Ti, Isuse. Ti mi davaš sila nade, ljubov što me sobira. Za navek su Tvoje dete, duho Tvoj me obleva. Za navek su Tvoje dete, duho Tvoj me obleva. Param carstvo Božjo Oče, Sela mi se pridade, Ti se vraćam Tebe tako, da sumevno so Tebe. Ti se vraćam Tebe tako, da sumevno so Tebe. Blagoslovi Isuse, moja duša vo Tebe. Blagoslovi Isuse, ljubov Tvoja vo mene. Blagoslovi Isuse, da sumevno so Tebe. Blagoslovi Isuse, da sme večno. Slava Ti, Gospodи Isuse Hriste. Slava Ti, Gospode Isuse Hriste, Te ljubi me. Slava Ti, Tatko naš. Slava Ti, Isuse, Ti blagodari me. Te ljubi me. Evo сега, Gospode naš, Tatko, Твоите деца се собрани во Твојата љубов, како што квачката ги собира пилињата. Не сакаме да бидеме како Ерусалим, растурени. Сакаме да бидеме едно со Тебе. Се собираме во Исусовата љубов.
ги отвораме нашите срца, да слезе Твојот дух на милоста, духот на љубовта во секое срце. Си простуваме едни на други, никого не осудуваме, се покајуваме за секој греф и гревовите на нашите предци и ја прифаќаме Твојата волја, Твојата љубов во нашите срца и согласни сме и велиме во една мисла, во дух и вистина, поклонувајќи Ти се, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во нашите срца, во нашите семејства, во заедницата. Овој дом го прославуваме и го прогласуваме за Твое царство, Царството Божјо да биде во овој дом, во нашите срца и души. Го објавуваме Царството Божјо и Те молиме да не води Твојот дух, да слезе пламенен оган од небесата, Татко, во името на Господ Исус Христос. Се што не е од Исус, да замине веднашка. Тоа е заповед од десната страна, од секој еден од нас, од групата на Вибер, од заедницата на сотрудниците што слушаат со срцето, да замине и да не се враќа повеќе во името на Господ Исус Христос. Ние му припаѓаме на Исуса Христа. Ние Те молиме да го видиме небото отворено и ангелите како слегуваат и се искачуваат над главите. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Тебе Ти припаѓаме. Твојот мир и Твојата сила нека не води, да побидеме низ водна бања во Словото, да објавуваш, да зборуваш, Господе Исусе Христе, Ти и Твојот дух, вистински да направите сокровиште со Таткото Небесен во секое срце. Ние велиме амин. Господе Исусе Христе, направи сокровиште во моето срце. Исчисти се што не е од Тебе. Ние сакаме да бидеме еден дух, една љубов, едно тело со Тебе, не само во мислите, туку и во срцата. Ние имавме едно прашање, еден опит кој се загатна во духот во четвртокот. Значи, добро прашање, оти на тој опит се темели целата состојба со Исус. Да наречеме религија, односот со Исус, поврзаноста се темели токму на тој момент. Како што Исус беше поврзан едно со Таткото, така и ние да бидеме едно со Него. Ке читаме од Матеј 26 неколку стиха. Петар му вели, Матеј 26:35, ова е добро да го имаме како уверение, ако треба, дури и да умрам со Тебе, нема да се откажам од Тебе. Му вели на Исус. И сите други ученици го велат истото. Дури и да умрам со Тебе, нема да се откажам од Тебе. Тоа е важен момент. Значи, тоа е она што покажува што значи вера, но тие сепак не го направија тоа. Нели Исус го распна и се разбега затоа што нема дух, не живееше духот внатре во нив. Телесниот човек не може да издржи, не може да го издржи притисокот на поднебесните сили на злото, бидејќи рековме тоа е сила, стихија пред која ти се затресуваш. И сега Исус отиде со нив на едно место. Ова го имаме кога се крштеваат, беа 50 дена на едно место. Значи мора да бидеме на едно место. Каде е тоа место? Па тоа место е Царството Божјо е внатре во мене. Стојам во Исус и не отстапувам. Наречено Гециманија, и тој им вели, седете тука додека да се помолам. Можете да речете додека ме распнат, додека се вратам и така натаму, значи да седиш во Исус додека ти не ја примиш силата. И сега ги носи 20 синови, се натажи и почна да тагува. Значи правиме вовед за да дојдеме до прашањето што го загатна Марија. И имаме оние стихови што ги имаме во песната смртно е нажалена мојата, смртно е нажалена мојата душа. Тоа е добрата ситуација, позиција, кога тој на вистина, љубејќи ги сите, му е жал за луѓето што пропаѓаат, што немаат љубов. Останете тука и бидете будни, зашто луѓето секојдневно пропаѓаат, одбивајќи да се соединат во љубовта со Исус. Без разлика за тоа дали некој им кажал или не им кажал како да го направат тоа. Оддалечувајќи се, падна Исус на лицето. Ако го разберете овој стих, да паднеш на лицето на тоа што си ти, му дувна во лицето дух живот, нели?
стана жива душа, не станува за личност, него за претопување, падна на лицето и се молеше и говореше. Значи ова е молитва што го загатна Марија. Оче мој, татко, зборуваме за татко. Ако јас на вистина застанам и го прашам татко, вистински како дете пред таткото, ако е можно, сме го зборували ова претходно, да ме одмине оваа чаша. Тоа е единственото нешто во кое Исус зборува од себе. Покажува како разговара детето со таткото, нели претходно рече дури и да умрам, со негов сотрудник, но се откажа, тој вели ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Но понатаму е тој стиг, не како што сакам јас, и го пееме ние, не како што сакам јас, татко мој, не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Значи тоа е целата суштина на христијанството, да ја исполнуваш неговата волја. Ме праша еден водач на христијанска заедница, сега веќе кренат на високо, на плажа се сеќавам, зошто Господ дозволува зло? Па не дозволува зло, злото е материализација на човечките желби, на нивната волја, на состојбата дека секој да е сака да е над сите, секој сака да е најгоре, тоа е сатанското, ќе се искачам највисоко, кој му вели како падна ти, значи за сатаната, звездоденице, искача највисоко, падна најдолу. Ќе се искачиш нас Господ, да бидеш над него, ти да бидеш тој што ќе ти се воскитува, да бидеш идолопоклонство, нели? Значи тоа е тој момент, тоа е Вавилонската кула, града кула да се качат до Господ, да се здобијат со име. Значи целата суштина е не како што сакам јас, туку како ти дозволува заради слободна волја. Тој ти дава слободна волја, ти треба да сакаш вистински да се вратиш кај него. Пак се враќа кај учениците, тие пак спијат, значи спијат, не си свесен што се случува, го преспиваш животот, ти минува, ќе наполниш 50-60 години, ќе почнеш да лелекаш и ќе ти влезе како некоја мисла, стар сум, готово е, не вреди животот, тоа било животот, повторуваш одредени пранги, реченици кои се материализираат и те држат врзан за телесниот свет. И тоа ти се случува. Значи, бидете будни и молете се. Принципот е како да ја исполнувам неговата волја. Нели? 3 пати се моли на ист начин. Татко, ако може да ме одмине оваа чаша. И потоа го кажува тоа, зарем да не ја исполнам волјата на Отецот. Значи, тоа е вистинска желба и повтеж, кога бараат мајката на Завеедевите синови да седнат нејзините синови од десната страна на небесата, Исус им вели, не решавам јас кој ќе седне, покажува пак дека е волјата на Отецот, и им вели, зарем можете да ја испиете чашата што јас ја пијам? И дали можете да се крстите со крштението со кое јас се крштевам? Тој се откажа од себе си. Тој не се откажа од сатанската природа, од Божјата природа, слезе како човек за да ни покаже како треба да ги земе гревовите на светот. Значи, добриот пастир го дава животот свој за овците. Исус е натажен дека тие пропаѓаат, 3 пати се моли, ги кажува тие работи, важен е тој момент да го разбереме. И кога се моли Исус на почетокот, вели, нека биде волјата Твоја. Значи, го кажува тоа да ни покаже, да се покаже односот. Ако може да ме одмине тоаѓа ситуација, јас веќе не велам ако може да ме одмине, ако надминав тоа, ти ќе ми помогнеш, Исусе, да надвладеам и одам напред. Не се враќам назад, не барам да имам своји желби, тие те врзуваат и те обтоваруваат, бидејќи Исус вели, ако може да ме одмине, но потоа вели, зарем да не ја исполнам волјата на Отецот, и вели, ќе ја испијам чашата, не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, татко мој. И во Јаков го има тоа, тие велите, ќе тргнеме во оној град, ќе спечавиме, наместо да кажете, ако сака Господ, тоа е слично кажано од телесно ниво, а Исус вели, ако може да ме одмине, тоа е тоа, ако кое го кажуваш така попатно, покажувајќи му дека може би се двоумиш и трепериш или се случува некоја ситуација, но тој ќе ти даде сила да надвладееш. И последното од ова е станете да си одиме. Исус им го кажува, значи ние мора да станеме, да не седиме овде на ова место, ќе се навратиме повторно во тој момент, значи чашата треба да се испие што доаѓа. Тоа не значи дека ти треба да се предадеш и да останеш во слабост, не.
тој ќе ти даде сила да надвладееш. Доаѓаме до моментот, молете се да бидете будни, со срцето треба да се моли. Тоа е важен момент. Луѓето се молат со умот, рецитираат, кажуваат, цитираат, заповедуваат, нели, стихови. Битен е тој однос во срцето, значи тоа се огледува во оној стих друг кој вели со срцето да разберат. Со срцето да разбереш. Ние со умот бараме зошто би се случува ова. Јас не знам зошто, пак ќе речеме, и ние сме барале нешто, сега знам дека тоа било правилно, инаку ќе немаше да има служба, немаше да имаме духовни деца, немаше да работиме за Царството Божјо, ќе го промашевме, ќе бидевме заспани како апостолите. Со срцето да разберат, да се исцелат. Кога ќе разбереш со срцето, ти си исцелен, бидејќи имаш свет целив, тој доаѓа да живее вистински во твоето срце. И сега е битен момент, кој живее во моето срце? Важен е тој момент, кој ми е на срце, Отецот и Исус или некој друг од светот. Ова е важно исто така. Важна одредница. Па ќе се вратиме, се сеќавате оној Симон што правеше магии, доаѓа Филип, поверува и се потопи во вода. Но не слезе духот врз него, после кога дојде други апостоли, Јован, мислам беше и Петар, не зашто срцето не му беше право пред Бога. Дали ми е срцето право, дали со срцето поверува вистински, битен момент. Пак доаѓаме сега кај Евнухот. Евнухот дојде од Египет, материјалниот свет, влезе во Израел, во духовниот свет, се поклони, го читаше на гласа словото и вели, што ме спречува да се крстам? Ако не се крстам во духот вистински, нема да имам сила. Доказви се апостолите. Петар рече, ќе умрам, бре, готово. За 10 минути после 2 сата, колку беше, побегнаа сите. Не вреди да зборуваш само од умот, со срцето. Што те спречува да се крстиш? Па прашај се сами од себе си. Дали вистински му го давам срцето на Исус? Ако веруваш од срце, можеш. Значи, од срце треба да верувам. Дали верувам од срце? Важен момент. Значи, дали јас застанувам и велам, татко, јас сум твојот син, помогни ми да излезам, но сум послушен, не си терам по својот, а после ќе речем, сега оставиме, едно 10 дена не ми треба, што да ми ја на одмор. Дали срцето ми е право и така натаму, и луѓето не размислуваат тоа што го мислат и зборуваат дека се остварува. Овде мислам дека го спомнавме минатиот пат кога бевме кај Ангелина. Значи, еден водач на заедница зборува стихови, поезија во која ги проколнува своите деца. Вели на крајот, децата ги запустевме и го подвлекол тоа. Јас знам дека едно од неговите внучиња беше болно. И сега една наша сестра му вели, тоа е само проколнување. Тој вели, не е така, тоа е вака. И таа му вели, амин. Дали јас велам амин на лагата? Не. Ако велам амин на лагата, правам соучесниство и не разбирам дека за секој лош збор и мисла, сомнеш, ќе одговарам на судниот ден за секој збор. По зборовите ќе бидеме осудени, по зборовите ќе бидеме оправдани. Зборот е мечот, зборот е самиот живот. Во зборовите има живот кога се во Исус и смрт кога се во мене. Кога јас зборувам од себе, вака се, што се ово, што? Тоа е смрт. Ти го зарекуваш, тоа што го изрекуваш те врзува. Ке ти слета мисла овде, ке ти вика слаб си, немаш сила, немаат вера, овие остави ги, и ќе го прифатиш ова дека си слаб. После второто немаш вера, после ова и ти си веќе врзан со 3 пранги. Не можеш да мрднеш. Тоа што го зборуваш е живот или смрт. За секој лош збор, и сега доаѓаме во зборовите има живот и смрт. Треба да размислувам што зборувам и кога озвучувам, например, кога сум во сила од десната страна, не за сатаната стојам на тоа. Јас сега каде сум се прашувам, дали срцето ми е право, исправено, дали ми е отворено за Исус, или доаѓам до некое ниво, ќе поверувам и пак си се враќам во светот, во старото мочуриште. Кога треба да исчекорам, да се фатам за Исус, ме враќа назад во калта и така натаму. Видите, кој живее во моето срце е интересно. Ние имаме една песна, ми слезе додека размислам. На срце ми лежи една лута катастрофа, ние ја пееме, кажува вистински, а после вели, не ми била змија,
туку е кара црна севда, црн мерак. Ете е суштината. Тоа ми лежи во срцето. Си имам ја некоја желба за некој мерак и тоа ме тегне надолу како сидро. Не можам да се кренам. Значи, кој ми лежи во срцето? Дали исчекорувам? Дали му го давам срцето на Исус? Дали Исус живее во мене? Да му дадам да ми ги измие нозете. Пак ќе дојдеме до таа слика. Мора да ти ги измие нозете и стоиш во калта. Да ти ги даде обувките на Евангелието. Да одиш секогаш со него. Евангелието на мирот, тоа е дел од оружјето Божјо. Или си одам ја по мојот пат, јас си имам свој пат, јас си се молам, значи среќаваме луѓе во нужда да се молиме, јас си се молам на свој начин, палам, роднини наши умираат во болести. Он си се моли, така сега, што ќе прави он? И се и по кој пат одам, имаме во Америка, кај што е сатаната, доста владе, Бродвеј, широк пат, води во пропаст. Холивуд, Света Гора, лажно, води во пропаст. Правата Света Гора не е ни во Македонија. Правата Света Гора е маслиновата кај што Исус ги собираш. Кај што стоиш на свето место. И сега, целата суштина е како да го дадам срцето. Мораш ти да се промениш, не икеш да се промениш, да умреш во себе. Старото да го оставиш. Петар вели, ако треба и да умрам, но побегна. Не е доволно во умот. Со срцето треба да разбереш. Да се родиш во Исус, да раскрстиш со стариот човек. Стануваш делумен христијанин, знаеш за Исус, мислиш дека си во Исус, си тераш по старо. Не може така. Пазете, мораш да застанеш вистински, да го сетиш тој момент. Ние знаеме кога слегува сила овде. Еве секој ќе речеме, татко, ако сум син Божи, да слезе силата. И ќе видите, слегува силата. Тогаш треба да застанеш да го отвориш срцето, а не да се држиш за себе. Се држам за себе, до себе си држам, до своите мисли, до своите замисли, веруваш во себе. Пазете, не се откажуваш од себе си. Со умот си негде во Исус, да, со умот не е реалност, го зборувале ова. Со умот мислиш вака не испаѓа, мислиш така не испаѓа, мислиш дека овој рекол не рекол. Умот те лаже, сатаната ти влегува во умот. А срцето ти е далеку, далеку, тој вели со срцето сте далеку од мене. Кој ми лежи на срцето? Ние ќе пееме понатаму, на срце ми лежи мамо. На срцето ми лежи љубовта Исусова, никој друг. Тоа е точката од каде јас треба да се променам. И сега видите што вели тој. А ти остануваш во своја волја изопачен ум, телесни страсти. Цитат, работете како Христови слуги, извршувајќи ја волјата Божја од срце. Дали ја извршувам волјата Божја од срце, Ефесјаните 6:6, значи да работам како Христов слуга, извршувајќи ја волјата Божја од срце. Која е волјата Божја? Секој што ќе го види Синот и поверува да биде спасен. Ти треба да бидеш тој што ќе те види. Јас ќе го видам Ѓорги, дека верува и ќе речам тука е Исус, ќе дојдам со него. Ти си тој син што треба да го види, како Исус живее во тебе. Пазите сега. Од срцето извршуваш и служиш. Молете се, живејте во Исус, бидете будни. Пак одиме цитат. Браќа, засилувајте се во Исус и во силата Негова. Како да се засилам? Па се фаќам со појасот на вистината. Ке се стегнам за Исус и не отстапувам. Нема да отстапам, што и да се случува. Друга состојба е да си живеам според светот. Така прават сите, така правам и јас. Со кнезот на воздухот, од небесните сили на овој век кој заминува, овој век заминува, а царството на нашиот татко нема крај. Тоа е вечноста и љубовта која никогаш не престанува. Овој свет ќе замине, сите сме свесни за тоа. Свесни сме дека заминува светот. Само го одлагаме тоа и тие некој сака да остане во овој свет. Кога одиш на одмор, знаеш дека за 7 дена ќе се заминеш. Кога си во војска, еве ние сме биле. Знаеш точно на кој ден ќе те пуштат, ако сака Господ, нели? Овде не знаеш на кој ден ќе заминеш. Исто е како во војска, ќе се соблечеш палтото војничко, ова телото кое не е твое, и душата со духот ќе се врати кај оној што ја дал. Значи тоа е целата суштина. И сега да не бидеме како оние во кои действува духот на овој свет, кој ги нарекува синови на неверието. И во нив действува духот на овој свет. Ние не го примаме духот на овој свет. Тој не е како Исус, не те носи до Исус. Те завлекува и те тера
значи извршуваш похоти, желби телесни, помисли неизопачен ум и така натаму, тој зберува, значи како сите оние други што ги нарекуваат чеда на неверието и на гневот. Гневни на се, сите наши околу ги гледаш, гневен на едно, гневен на друго, се разбира како што викаше Стојан Герасимов од Пиринска Македонија, христијанин, во светот правда нема, јас ја барав правдата. Убиле се, овој братот, тој бил ваков, тој бил таков, во Пирин бил македон, ги потепале, ги лажат, и да нема правда, барав правда, во Исус најдов правда, но не мојата, неговата правда. Тоа е целата суштина. И сега ние ги имаме чеда на гневот, имаме чисти по срце. Чисти по срце. Ако го исчистам срцето, ако Исус живее во мене, јас го гледам тоа. Го гледам тој внатрешен нов човек што се родил, што ја носи љубовта. Гледам со срцето, оти Исус живее во моето срце. Јас сум сигурен во тоа. Сигурен сум од време на време ако се случи нешто. Пазете, Исус не гледа на лице, на срце гледа. Срцето ми го гледа. А ако јас пеам на срце ми лежи мамо, што пеам јас и што гледам? Пишано е, меѓу срцето и умот суштински е раскрсницата на вистински христијанин, делумен христијанин. Тоа е крштевањето од умот во срцето да дојде Исус Христос. И да видиш вистински негов сотрудник, а не привремен верник, како да речам, верник кој ќе се откаже утре, како апостолите што беа без дух. Се разбира, немаш сила ако немаш дух, ако Исус не живее во твоето срце. Одиме понатаму. Сатаната, Божјата порака им ја краде од срцето. Тој сака да ти ја открадне пораката. И тој да се насели во срцето, било што друго што ќе ти биде поважно. Тој им вели вака: о безумни, Марко 4:15, ова е Лука 24:25, срцето ви е споро, сака да рече тврдо, сака да рече не разбира, неотворено, за да поверувате. По се што рекле пророците, тоа се однесува на израелците и на нас, ни зборуваат, повторуваме, гледаме на телевизија Христос воскресна, но не веруваме вистински. Тоа е само надворешен момент. Пазете сега. Што сте збунети и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Сатаната действува со мисли, ке ти дојде една мисла, кај секој доаѓа. Не чини ова во Македонија, ви ќе повтораш, не чини ова после, па не чини ни ова на работа, и тоа ќе го повтораш, една пранга, друга пранга, па уште нешто друго, овој не чини, три ги повторуваш. Значи, зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Вчера бевме кај Вера, изборувавме, не прифаќам такви мисли, бегај од мене, Сатано, марш во името на Исус, го земам мечот на духот и веќе изговарам: татко, во името на Исус, изчисти го мојот ум, сакам само твоите мисли да бидат во мене. Тоа е целата суштина. Влегуваат, така напаѓа Сатаната со мисли на сомнеш, на страв, на невера, на колебливост, и тие фаќаат корен во срцата. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Знам дека тој ги зема нашите гревови, со неговите рани сме исцелени, јас сум исцелен, одбивам да бидам болен, се покајувам и одам напред, без разлика дали состојбата се променува. Состојбата не може, некогаш не се променува за еден ден. Исус беше 40 дена во пустината. Не викаше може ли за 2 дена ми се јаде. Апостолите 50 дена беа. Израелците беа 40 години, а може да бидат 3 дена. Зависи колку ќе бидеш од пустината. Пустината е состојбата во која ти се уште не си се патил конкретно за Исус и да победуваш и да го прославуваш, да бидеш светло на свекни. Се уште се бориш да исчекориш. Значи тоа е граница меѓу Египет, материјалниот свет, Израел како метафора на духовниот свет. Веќе тие зборови стануваат беззначени, зашто на едно место вели второто име на Ерусалим, духовното име е Содома и Гомора, откровение по Јован Богослов. Значи сега одиме Јуда 1:12, оние вели што ги поганат вашите вечери на љубовта. Ти доаѓаш овде, си се подружуваш и си се враќаш без страв, како вели, да го исчитам целиот стих. Оние што ги поганат вашите трпези на љубовта, јадејќи со вас без страв, напаствувајќи се без страв. Од
од Исус, не се плашиш, ова што го зборуваме не влегува, не сакаш да се промениш, не сакаш да го отвориш срцето да примиш дух, тогаш ќе дојде Исус во сила, ако не сакаш овде да дојде во сила, ќе почнеме да се молиме, ќе се материализира во тебе и после ќе почнеш да повторуваш, ќе ти дојде со мисли прангата, ова сатаната, како пранги, ова не чини, зошто сум болен, зошто ми се случува ова, зошто вака, зошто така. Не знам, но едно знам, Исус живее во мене и јас одам по вода, ја фрлам планината, газам на змии, на скорпии, ништо нема да ми напакости, не стареам, не сум болен. Значи Христов војник не се уморува, постојано действува и уште едно беше како беше таму натаму. Друг стих вели: желби на срцата нивни. Значи она што вели, зарем да не ја испијам чашата. Немам ја желби во срцето. Тој кажа само попатно за да ни покаже. Како што кажа и претходно овој во Јаков, ако сака Господ ќе отидеме таму и таму. Не како што сакам јас, како што сакаш ти. Значи лични желби, своја волја, Римјаните 1:24, свој човек, се уште си во стариот, не му дозволуваш да живее во твоето срце и можеш слободно да си ја пееш на срце ми лежи мила мамо. Убаво го испеал нашиот народ, бидејќи не е случаен, израелците и македонците не се некои посебни да тврдат, како што сме зборувале со некои сестри што замина, повторуваш таму и викаш амин, македонците го измислиле христијанството. И викам, ке изгинеш, Сонја, ке изгинеш, што ти е тебе? Ама не сум го напишала јас. Ама ти велиш амин. Тоа е сатаната лично. Сатаната рече, јас сум Господ. Нема Господ, бам на земјата. И ти викаш, македонците го измислиле христијанство. Дај си ти нормален. Али имаш беш да речеш амин на тоа. Без разлика, ако речеш амин, ти заминуваш. Крајот е, врзана си во пранга, тешко ќе ја одврзеш таа пранга. Македонците се избран сад како израелците, двата сведока што ќе умрат и ќе воскреснат во Откровение. Некаден ден ако сака Духот ќе го споруваме тоа. Значи тој ни зборува за лицемерна љубов. За љубовта Христова, еве ја поентата, не гони, не спотнува да мислиме како Исус. Љубовта Христова не спотнува, 2 Коринтијаните 5:14, тоа се последните уште еден, што и да работиме. Ова е поентата. Да не раководи, да не управува љубовта Христова. 2 Коринтијаните 5:14. Како ќе ме раководи ако во моето срце лежи некој друг? Тоа е важен и најважен момент. Како да застанам и да му го дадам срцето, да се насели во мене, да ја примам силата. Слава ти Господи Исусе Христе. Татко, ние ти благодариме што ги излеа овие слова, што Дух се излеа врз секој еден од нас. Ние сега ќе застанеме пред Тебе, ако сум Син Божи, да слезе Духот Божи, да се излее врз секоја една душа во заедницата, во просторијава, во Вибер групите. Ние сега ќе го повикаме Твоето име за сила небесна, да слезе Духот на силата, да застанеме пред Тебе, да Ти ги предадеме срцата, да дојдеш во секое срце. Согласни сме да дојдеш во нашите срца. Татко, дојди во моето срце со Исуса. Направи сокровиште. Те љубиме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што излеваш сила и љубов, што ја излеваш Твојата исцелителна сила. Ние сме согласни во името на Господ Исус Христос, Татко, да слезе пламенен оган, силата Исусова врз секој еден од нас, да примиме исцелување, оган од небесата, како што слезе врз апостолите на 50-тиот ден. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Те љубиме, Господи Исусе Христе. Ајде се ќе почнеме како ќе не води Духот еден по еден. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ела бас, дојди вам. Ела се, кај ќе бегаш ти?